Министерството за транспорт и врски се уште без конкретен одговор кога ќе се распише новиот оглас за распределбата на 37 станови во новата социјална зграда во Струмица. Кире Коцевски, портпарол на Министерството за транспорт, денеска вели дека целокупната документација била испратена до Министерството за труд и социјална политика, но и до Секретаријатот за законодавство, кои треба да им достават мислења за понатамошниот тек на нештата. А откако ќе им пристигнало мислењето оттаму и ќе се направат потребните измени, истите ќе бидат доставени до влада за усвојување. Колку ќе трае процесот, не знаат ниту од транспорт. Го распиша огласот и на истиот аплицира околу 80 на луѓе. Чека неколку месеци и наместо одговор кој од апликантите ќе добие нов дом, Министерството реши да го поништи огласот. Тогаш, како главна причина за поништувањето на огласот, објаснува дека проблемот е некомплетната документација на апликантите. 80 апликации пристигнале до нив, но само многу мал дел од нив имале комплетна документација. И поради фактот што регуларни биле само неколку апликации, немале начин како да извршат распределбата. Покрај овој факт, од ресорното министерство велеа дека пред да се распише новиот оглас за распределба на 37 стана, ќе мора истиот да го согласат со новиот закон за социјална заштита, кој беше претходно донесен. Имено, во новите законски реформи се наложуваше дополнително да се внесат две од категориите на граѓани кои ќе имаат право да аплицираат и рамноправно да учествуваат во аплицирањето за социјален стан. Досегашниот оглас опфаќаше само 7 категории на граѓани, а сега бројот ќе се зголемел. Документацијата и овој пат ќе се поднесува во меѓуопштинскиот центар за социјална работа во Струмица, но никој за сега нема одговор кога точно ќе се распише новиот оглас и кои категории на граѓани ќе имаат право на апликација.